мъже, жени, пензионери, вработени, невработени, стечайци, синдикалци, социално загрозени и заборавени лица, земеделци и професори, сите воедно! Бредни със своето шаренило отчаяние и изкуство. Ова зграда овде е всушност зграда која што дала лажен легитимитет на овој режим и овде во Гевгелија. Ова е површната единица на Државната изборна комисија. Од пред некој месец Државната изборна комисија има и свој представник од Гевгелија, Атанас Сурумов. Шарената револуција до сега ги бои лицата на сите криминалци, но овде во Гевгелија ги избори, т.е. ги спомне сите оние имија кои што му помогнале на режимот да дојде преку нерегуларни избори во власт. Атанас Сурумов крене рака. Фалишниот извештај на ДИК без председателот на ДИК. Иако не беше направена целата проверка на терен, останаа многу луѓе на кои што не им се пронедени адреса и не постои ниту еден документ за нив. Атанас крена рака дека изборниот список е чист и дека изборите може да почнат. Урумов! Ти менувало ДИК наводно како стручњака, ти си гласач, еден обичен за да обезбедиш нова изборна кражба и лажна победа на стојачкиот зет. Не може! Затоа Гевгелија се крена. Гевгелија го нема твоето мислење. Гевгелија не ќе усеени народни демократски избори. Не е следен и списокот овде во Гевгелија. Во него се уште се наоѓаат околу 400 мртви луѓе. Но сигурно тоа Урумов заборави и да го прегледа, бидејќи се устоличи на кожните фотели во Скопје. Ти Урумов, значи не си независен експерт, ти си еден обичен член на местниот комитет разсадник на ДПМН во Гевгелија. Ти си обичен послушник на режим, милениче на повик, но само што не ти се гледа ланецот. Е баланец за сите од режимот и сите со ланец во затвор. Ланци ќе добијат сите режимски корумпирани клептомани, сите крадци и аболицирани политичари. Зар повторно треба криминалци да се на власт? Не може! Следува затвор за нив! Затвор за лоповите! Затвор за лоповите! Затвор за лоповите!